Добро вечер, драги гледачи. Јас сум Стефан Крстевски, а вие гледате Fame Code. Уште еднаш, добро вечер од мене. Да ви се заблагодарам што ги гледавте претходните емисии во голем број и за тоа што не пратите на нашите социјални медиуми, профилите на Hype Македонија. Сега краток опис за нашиот вечерашен гостин, млада, талентирана и допрва во цуд на нејзината кариера. Моден стилист и моден дизајнер. Презиме кое е добро познато низ градот. Вечерва со нас Клара Кокев. Клара, добре дојде. Кажи ми како си вечерва? Супер, фала ти за поканата пред се. Ти како си? Одлично јас. Дали се допаѓа нашето студио, нашиот амбиент? Секако пријувава. Да. Уште кога те видов, кога дојде во студиово, не можев да не забележам како изгледаш вечерва. Дали ова е некоја твоја креација? Секако ова е дел од некоја најава, да речам, за Кокев 20. Ова е дел од колекцијата, меѓутоа има доста за доработка. Ова е само како тизер. Дали го правеше ова ти или можеби твојата мајка? Мислам дека заеднички, буквално беше една секунда каде што она даде една идеја, јас дадов друга идеја, се склопи и веднаш ја дадовме за да се реализира. Да, Клара, сега сакам малку да почнеме со разговор за твоите почетоци. Кажи ми како дојде до желбата да станеш моден дизајнер и моден стилист? Дали тоа ти беше од секогаш пасија или можеби имаше некој влијание тоа што мајка ти е таа професија? За влијание не знам, секако дека имала, меѓутоа никогаш не било тоа на наметнувачки начин. Сум ја сакала модата, сум се интересирала, дури сум почнувала да се врткам низ ателје од веќе 5-6 години, цело време сум поминувала таму време. И колку и да сум сакала, ја не сум сакала моментот, тоа на некој начин почнало да се буди во мене. А за стилизирање тоа беше нова желба која што ми се јави лани, кога се вратив од Белград и сватив дека сакам на некој начин да се истакнам сама како Клара, да не бидам во сенката на мајка ми, односно да не бидам керката на Тања. Така што мислам дека стилизирањето беше момент каде што сакам сама да се докажам, а исто така секако ми е и голема желба и уживам во таа работа. Доколку не беше ова што си денес, со што би се занимавала? Јас дознав дека ти си сакала да бидеш и тенисерка. Да, дали е тоа точно? Точно, тренирав буквално 9 години, мислам дека. Тие 9 години многу си имав посветено, навистина 3 пати на ден тренирав тенис и мислев дека ќе бидам тенисерка. За жал не бев доволно добра, мислам за да бидам професионалец. Меѓутоа желбата уште, мислам, љубовта кон тенисот уште постои, меѓутоа дефинитивно на второ место. Тоа беше тогаш прва опција, ако видите некое старо интервју, тоа сум го кажала сигурно, ама дефинитивно модата секогаш била тука присутна и стана прво место. Дали можеби ќе имаме шанса некогаш повторно да те видиме како спортистка? Да се тренирам, може да ме видите кога играм тенис по викенди и толку. Да. Колку е важно да се одржува физичкиот изглед на една девојка? Не можам да кажам дека е најважно, меѓутоа е дефинитивно една од најважните работи што треба една девојка да го прави, не само од физички изглед, нели секако треба и психички, меѓутоа физичкиот изглед мора го негува, без разлика дали тоа по нечив стил или не, меѓутоа само да си дава грижа на себе, бидејќи кога физички си даваш грижа на себе, автоматски и сам си се подобруваш и психички. Дознав дека на твои 7 години имаш услужено прва клиентка. Како дојде тоа? Дали се чувствуваше премногу мала или од секогаш имаш амбиција? Не, во моментот не мислев дека сум мала, мислев дека можам и да ги услужам и да ги добијам и сето тоа. Моментот беше хаос во ателје, беше сезона, некоја ова време беше. И буквално немаше кој да ги услужи, дали беа случајни, не се сеќавам. И како што влагаат, ја им викам, нема да чекате, јас ве услужувам. И ги однесов во гардероба, ги пресоблеков, не знам ако сум успела. И мерки да не им зема. До таму не сум била, сигурно. Ама, мајка ми баш сега го зборавме ова пред 2 дена и ми кажа уште еден момент каде што сум одбрала и чипки за нив, дури и тие ги одбрале, така што успешно било нешто. А како изреагира твојата мајка на тоа дека ти си ги служела? Дали се бунеше или се пак? Не памтам, сигурно не се бунела, мислам дека имала мал горд момент. Меѓутоа никогаш не сакала тоа ми го кажува и да ми го покажува, бидејќи доволно ми да се знам дека сум да, но ете од оваа гледна точка, вајда вие како некој убав спомен од детството, да. Мислам, че ми останал толку долго во мене. Имам исто така информација дека на твои 17 години имаш своја
модна колекција изработена? Да, таа е една ревија која што беше некој тест период за мене и беше почеток во моето влагање во модниот дизајн, официјално. Тоа беше една ревија која што беше во склоп на групација која што имаше повеќе ревии. Тоа беше прва и последна моја самостална ревија. Зошто? Бидејќи не сакам да ги правам ревиите сама. Сакам да бидам покрај мајка ми заедно во склоп на Коќев. Секако и тоа беше во склоп на Коќев, меѓутоа не беше Дали беше задоволна од ревијата? Не бев задоволна. Не е нешто што мислам дека е мој личен уметнички печат. Не се покажав јас, не ја покажав мојата способност да направам тоа што сакам во парчињата. Така што добро искуство беше, добар почеток беше, меѓутоа ако би можела да не ја видам пак таа колекција, дефинитивно тоа би го отправила. Да, но сепак си била млада и секогаш нели има простор да се успее да се иде понатаму. Плюс имав еден месец да направам, така што за еден месец не можам да кажам дека сум разочарана. А колку е доволно временски период за да се креира една колекција? Дали треба 2-3 месеци, пола година? 2-3 месеци е премал период и мислам дека не е возможен. До сега сите колекции сме ги правеле една година однапред. Меѓутоа, следнава што следи, таа би била, веќе ја збориме можеби 3 години. Во продукција е веќе скоро година, значи до крај ќе биде и година и пол спремање физички, зборана и дискутирана и осмислувана веќе 2-3 години. Значи тоа е долг процес да се креира една ревија. Еден огромен процес. Так. Што се случува позади завесите, позади камерите на модна ревија? Во бекстејдж, пред самата ревија? Дали може тоа да им го доловиме на гледачите, бидејќи како што зборевме со Златко во мојата претходна емисија, они гледачите ќе дојдат само, ќе видат ревијата, ќе видат модели, дизајн и мислат дека е да, ќе се прошетаат убави девојки во убави фустани, мислат дека сепак реалноста не е така. Да, видете, тоа е цел ден организација таму на лице место просторот, како што реков, претходна организација година дена минимум. Бекстејџот е едно така хаотично место каде што се случува се, значи може да се случи нешто со шминката, нешто со фризурата, некој копче да снема, па да треба да се шие. Меѓутоа е толку убав еден склоп на енергија и толку различни уметници на едно место, што тоа кога заврши нема ни да усетиш дека заврши, така што на сите им посакувам еден ден да бидат позади сцена и да видат како. А крајниот резултат е исполнува со енергија, со секако, само да траеше малку подолго. Да. Колку ти помага мајка ти во твојата кариера? Дали ти помага од тоа што она позната и веќе во јавноста, дали можеби тоа ти одмага на некој начин? Не можам да кажам дека ми одмага, дефинитивно, затоа што има толку многу направено и изградено, каде што неблагодарна да кажам дека би ми одмокнала за нешто. Ми помага во мојот личен развој, но за стилизирање не можам да кажам дека ми помага. Не ради тоа што не сака да ми помага, меѓутоа мислам дека е нешто што сама треба да го покажам и докажам и да го направам. Така што за модниот дизајн и во однос на брендот тоа се правиме заедно и ми помага секако. Меѓутоа во стилизирањето сум самостална и оставена на себе, не. Да, какви ви се односите со мајка ви? Дали се согласувате, дали можеби имате некојаш некое несогласување? Мислам, ако секоја мајка и ќерка, секако имаме несогласувања, меѓутоа тие не траат повеќе од саат и пол. Ќе се скараме, ќе кажеме нешто и после саат и пол мораме нешто друго да си кажеме и не издржуваме и у секунда се смируваме, меѓутоа тоа многу ретко се случува. Во однос на работењето заедно, тоа генерално тече преубаво и мислам не би можела да работам на место каде што нели би имало конфликт. Нема добра енергија. Да, секако преубаво ние да работиме заедно и преблагодарна сум за тоа. И сега во однос на дизајнот некад знаеме да си се спротивставиме, меѓутоа секогаш наоѓаме средина и тоа излегува најдобро. Сепак ти си од помлада генерација, мајка ти од постара и сигурно имате некои различни гледни точки, ти имаш од некој денешен аспект, она некој постар. Да, секако. И дали доаѓате до тука до некој конфликт? Можеби она никогаш знае да си остане во тој еден круг кој што кога она почнала да твори и останало, меѓутоа е доста отворена кон нови идеи, кон нешто ново да направиме. Така што како што се развива модата и она секако, така не можам да кажам дека имаме некој конфликт околу тоа.
Да, сепак на крајот на денот се склопуваат една со друга. Дали мислиш дека тебе ти е полесно да успееш во твојата кариера поради тоа што мајка ти е веќе позната? За разлика од луѓето што немаат, на пример, познати родители. Видете, да, привилегија е што мајка ми, меѓутоа мајка ми тоа го има направено сама и го има изградено сама и јас сум растена покрај тоа што цел време на тоа го има правено. Да, имам предност, меѓутоа јас од тука па натаму веќе морам сама да се докажам, без разлика дали Тања ми е мајка или не. У моментот каде што јас станувам лице, уште едно лице на брендот, морам да почнам да се докажам самостално, бидејќи моментот кога ќе направам нешто, да треба да работам со клиент или било што, тоа ќе се примети јас дека дали сум добра или не сум. Така што да ми помогнало, многу ме научило, но не можам да кажам дека од сега па натаму тоа веќе има никакво влијание. Да. Исто така ти имаш студирано во Белград. Да. Зошто се одлучи баш во Белград? Како си помина таму? Види, Белград секогаш ми бил еден град кој што знам дека е богат со култура, има место за секого. Убав е, мислам, архитектурата многу ми се допаѓа во Белград, бидејќи е толку измешан. Затоа го одбрав ради причината и плюс дека би сакала Кокев да се развие во Белград. Но за жал си отидов многу брзо од Белград ради тоа што почнаа протестите и веќе немаше логика да останам. Но мислам дека тоа беше како нешто што морало да се случи. Да, искуството беше многу добро, не во однос на развој во модата мој, туку во однос на мојот личен развој, многу ми помогна да бидам самостојна и сето тоа. Но враќањето во Белград ми донесе нешто што Белград никогаш не можеше да ми донесе во тој период, односно да почнам да бидам стилист, да почнам да работам и да се заљубам во работата, така што може би бил краток период, меѓутоа многу ми ма смена тоа животот. Како ја споредуваш модата во Србија со модата во Македонија? Дали има тука голема разлика или не? Во Белград можеби изгледа дека е поразвиено ради тоа што имаат многу повеќе настани, имаат повеќе познати личности, поголема естрада. Така што мислам дека тоа самото си повлекува модата да биде на друго ниво и малку повеќе да се експериментира. Кај нас не гледам експериментирање, не гледам похрабро влекување. Можеби ради тоа би кажала дека во Белград модата на повисоко ниво. Не викам дека во Македонија не може да биде на исто ниво, бидејќи ги имаме талентите, ги имаме личностите, само што треба поддршка од двете страни за двете страни. А дали мислиш дека артистите и дизајнерите се плашат да експериментираат? Дали може тоа проблемот? Можеби се плашат, меѓутоа не е само плашењето, кога што и тоа што моментот оние кога ќе излезат некаде, они се одма осудувани за тоа како изгледаат, што кажале, што облекле. Тоа мислам дека треба малку да има повеќе поддршка од не само од медиуми, туку и од општиот луѓе и од култура и од се. Со тоа што мислам дека не е толку страв кога што немаме платформа или пак имаме остра публика. Да. Клара, од каде ти ја црпиш твојата инспирација? Дали гледаш други дизајнери или стилисти како работа, дали е тоа нешто твојата имагинација, од твое искуство? Види, инспирација највеќе би рекла дека би црпела преку, да речеме, ако гледаме на мода, би кажала минатиот век и во последно време Охри. Тоа веќе го имам кажано. Но немам кажано дека инспирација исто така многу преку случувања, преку искуства кои што ќе ги сретнеш некаде во некој ќоша, во некој град што прв пат одиш или пак со некоја нова личност што се запознал. Мислам дека тие мали искуства кои што те учат многу, ти дозволуваат многу повеќе да имагинираш, да се развиваш и мислам дека таа инспирација моментално ми е најсилна. Дали има некогаш компетиција помеѓу другите стилисти и модни дизајнери? Дали се гледате компетиција или си работите секој за себе и самостално? Јас не би рекла дека се гледаме како компетиција, заради тоа како конкуренција, затоа што ги гледаме како колеги кои што зашто има доволно место за сите нас на пазарот во Македонија. Сепак сме мала држава, меѓутоа и ние сме малку. Ја ги гледам како мои колеги кои што треба да се подржуваме и постојано да си следиме и да си идеме на реви, да си се подржуваме, така што не би рекла да ги гледам во конкуренција. И секој си има секако свој стил. Да.
Кој моден бренд според тебе е најистакнат стилски, кој ти се допаѓа највеќе, од кој на фаворит? Може да и од светот и од секаде. Скапарели дефинитивно. Зошто? Бидејќи има направено нешто во модата што Може да се препознае. после долго стагнирање на некој начин во модата, мислам дека видовме нешто ново конечно, нешто поиновативно, со доста структура. Мислам дека скроз ја смени модата, нов правец и даде на модата, нови, да речам, трендови, ама во високата мода, што малце чудно е да ги кажувам трендови во високата мода, меѓутоа да направи доста голем развој во модата во последните 2-3 години. Имаш соработувано со многу јавни личности, особено од македонската естрада, со кои ти било милено да соработуваш, со кои би сакала да соработуваш, што немаш се уште соработувано, дали имаш некоја таква неостварена желба? Да, секако дека имам. Би сакала да стилизирам некогаш можеби глумци, некој од културната сцена, можеби тоа би сакала да го развијам натаму моето стилизирање. Но најдраго не знам дали би можела да извеам, ајде да речам првиот мој, зашто ми бил нешто ново, нешто предизвикувачки, така што можеби тоа би го издвоила, а кој би одбрала? Пак ќе кажам Каролина Гочева. Да, значи тоа ти е фаворит. Дефинитивно. Кој е тајниот код на успехот? Тајниот код на успехот? Па, не можам да кажам уште, бидејќи имам само 20 години. Немам доволно искуство за да кажам нештото. Сега за сега што можам да кажам од моето кратко искуство е тоа што само дисциплина, нон-стоп работење, нон-стоп творење, така што мислам дека само колку што ќе даеш, толку ќе добиеш, тоа би било тоа. Не можам повеќе да кажам. Како ти се допаѓаат јавните личности во Македонија со нивниот стил? Дали мислиш дека добро се стилизираат, дали мислиш дека сепак им треба уште малку да работат на себе? Секако дека секогаш има простор за подобрување, меѓутоа гледам во последно време дека почнуваат да се трудат, да излезат од својата комфорт зона, да почнат да експериментираат, така што мислам дека веќе сме на некој точен пат ставени, но секако имаме уште доста за подобрување. Клара, кажи ми дали ти си поддржувач на естетската корекција и дали имаш ти нешто направено естетски на себе до сега? Да, зашто не, мислам, кој што сака може да си прави со своето лице, меѓутоа тука веќе има и граница на вкус и невкус, која што многу често се преминува кон невкусот. Јас лично немам ништо направено на себе, дали некад во иднина би правила, не можам да кажам, бидејќи моментално сум задоволна со тоа како што изгледам, но не можам да кажам дека никогаш не би направила. Тоа искрено поддржувам, меѓутоа во одредени граници дека не стане вулгарно или неестетски. Дали поддржуваш брзи модни трендови и дали ги пратиш? Не, дефинитивно не. Трендови поддржувам. Зошто трендови поддржувам? Ради тоа што се развој во модата, нови луѓе дознаваат за повеќе правци во модата. Зошто не? Трендови се одлична работа. Меѓутоа брзи трендови многу наштетуваат прво на планетата. Тоа што толку голема мас продукција и мас купување доведува до на крај огромно загадување на земјата, а исто така и лошо влијае врз тоа кон почитувањето на локални дизајнери, не само локални дизајнери, туку квалитетно модно парче. Така што мислам дека тоа е се што е нешто грешно во модата моментално. А што е моментално тренд? Еве како дизајнер и стилист, што е нешто што највеќе во овој момент се бара, се применува? Јас не сум човек што лично иде често по молови, по трговски центри, но пред кратко бев и се што можев да видам пред мене беа точки. Како љубител на точки. Црно-белиот шаблон? Да, значи сето тоа. Ја немам ништо против, мислам, ја ги обожавам точките. Точките се доста голем печат во нашата историја на брендот, но толку голема мас продукција на точките мене ми направи јас точки да не можам сега да гледам. Тоа се надевам ќе го снемо, ќе се врати во нормала за некое време кога ќе пројде трендот, но не може тоа да се случува. Мислам да идеш и да видиш само еден вид на парче и сите тоа го носиме. Прво не е окей бидејќи немаме личен печат, а второ нема никаква уметност во нештото. Кои се најдобри материјали да се користат при изработка на еден дизајн? Дали имаш некои што ти се фаворит, што ги применувате вие најчесто?
Не претежно, меѓутоа 99% од времето гледаме да се тоа природни материјали, особено за секојдневната облека, бидејќи се носи секој ден. Твојата кожа постојано абсорбира што носиш во тебе. Односно, полиестерот го избегнуваме највеќе, полиакриликот го избегнуваме исто така. Тоа се материјали кои што преку кожата ти влага микропластика, така што претежно се фокусираме на природни материјали. Како посебен материјал, видите, за некои работи не ни можеш секогаш да користиш природен материјал, меѓутоа кога веќе можеш да користиш природен материјал, секогаш треба да биде таа опцијата. А Клара, следно сакам да те прашам дали го испрати Канскиот филмски фестивал, а јас имам и една информација дека ќерката на Саша Мирковиќ, односно Јелена Мирковиќ, носеше точно 2 ваши креации. Како дојде до таа заемна соработка и дали може ми кажеш нешто повеќе? Оваа година и со особено внимание го следев ради тоа што беа и наши 2 модни парчиња, односно фустани на самиот килим, кој што ги носеше токму Јелена. Тоа е една соработка која што толку случајно искочи. Она беше во Скопје во моментот, нејзината стилистка Шалјаван не побара. Дојде, проба, преоба и стоеше како за неја правен беше фустанот првиот, а вториот директно го пративме таму и предобро ги износи двата, дефинитивно. Да, предобро изгледаше. No. Клара, кажи ми што според тебе представува убава жена? Убава жена за мене представува жена која се сака себе си, која има самоодоврба и која знае која е. Таа жена може да биде некоја која што работи на себе постојано, не само физички, туку и психички, која што културно се издигнува, која што знае да се носи, би рекла само една самоуверена жена која што знае да се грижи за себе. Значи може да заклучиме дека внатрешната убавина е секогаш победна од надворешната. Може да се каже. Да. А што мислиш за машката естетика? Дали мажите доволно се грижат за себе, дали треба повеќе да обрнуваат внимание? Што мислиш за тоа? Ја мислам дека можат малку да обрнат повеќе внимание од аспект на да излезат од или моментот на облекување тренерки, дуксерка и тоа да биде целиот аутфит, па се до она што го има на Pinterest. Панталоните ленени, ленината кошула, мислам, тоа е преубаво. Јас секогаш би рекла браво за тој што така се облекол, меѓутоа не може само тие 2 опции да се. Мора малку повеќе да почнат да експериментираат, мораат малку повеќе да играат и со бои, и со кроеви. Тука забораваат многу мажите на кроеви да размислуваат. Така што мислам дека може да се подобрат, но сепак у последно време има напредок. Да. Клара, што може да им препорачаш на младите девојки што сакаат да чекорат по твојот пат? Дали имаш некои тајни, некои совети? Тајни никакви, но совети почнете од млади. Фокусирајте се на една работа, фокусирајте се да е таа најдобра што правите, немојте многу на повеќе места да се фокусирате и многу работа и учење. Каде се гледа Клара во следните 10 години? Јас последните 10 години се гледам на повеќе полења. Од една страна би сакала да го проширам нашиот бизнис и во други држави. Првично почнала со Србија. Би сакала се повеќе да почнам да се фокусирам и кон културата. Исто така многу сакам да допринесувам, а и да уживам во културата. Тоа ми е доста еден убав дел од животот кој што сакам и да го посветам на тоа. Така што тие се 2 работи кои што највеќе би се фокусирала, но секако уште не знам точно. Се надам дека ќе те видиме во светски размери еден ден. Клара, сега се вратиме повторно малку во минатото. Дали можеби се сеќаваш што имаш креирано прво и дали го чуваш? Тоа е една многуте мои почетоци во модата. Тоа започна со тоа што сакав да се научам да шијам и од почеток цел процес да го видам, така што отидов на пракса 1 месец во една конфекција, каде што нешто ќе се чепнав сама, нешто ќе ми покажа, но прво нешто што направи баш од почеток до крај сама беше една мини сукња, најпроста на свет, но толку бев горда на неа што ја сушив сама.
И шаблон што извади висите тоа, така што би рекла тоа дека е прво. Дали ја чуваш? Ја чувам некаде во плакара. Да, може би некојаш ќе заврши во некој музеј. Па се надевам дека не е за пред луѓе. Да, Клара, јас исто така дознав дека ти си го имаш утнато својот маторски фустан. Да, и тоа како. Имав огромен притисок од, да речам, цела генерација, ради тоа што знае дека Очекува нешто од очекува тебе. многу, да, стварно очекува и сите ми викаат тебе очекуваме највеќе, одвај чекаме да видиш и толку ми стави таков притисок тоа се, што јас почнав да размислам да направам нешто невозможно, што не постоело. Да се надминеш самата Да, себе. тоа е првата грешка што матурантки го прават, а воедно и јас го направив, е да направиш нешто невидено. За матура треба да изгледаш скоцкано, да имаш убав фустан, но ништо екстравагантно, зашто секогаш на 18 години што си мислел дека е јако, нема да мислиш понатаму. Така што да, многу си го утнав, мајка ми го шиеше 15 минути пред матурата на мене, од толку што грешна визија има, пробувавме да го поправиме. Неуспешно беше, но се појавив таква како што бев. Како ти се допаѓаат моментално матурантките? Дали можеби претеруваат од некој начин? Дали можеби се окей стилизирани според тебе? Дали можеби ставаат прегруба шминка па изгледаат многу постаро тоа што се? Не, во последно време мислам дека не претеруваат ради тоа што имаме трендови каде што чисто лице со поприродна убавина е во тренд, така што не претеруваат од аспект на шминка и фризура, но со фустани знаат да сакаат премногу. Нашите клиенти точно знаат што сакаат, секогаш е нешто што одговара и на годините и на својот изглед. Но сум видела да доста матурантки кои што прво не личи за годините, второ е нешто премногу каде што сепак е матура. Да. Клара, еве на пример мене како би ми го оценила мојот стил, дали се допаѓа начинот на кој јас се облекувам, дали нешто би променила? Во последно време многу ми се допаѓа, тоа значи дека ти го имам приметено. Супер се трудиш, пробуваш да излезеш од некоја шема на мажите кај нас и да продолжиш уште повеќе, да експериментираш. Ти благодарам, Клара. Наскоро славите 20 години постоење на вашиот бренд. Кажи ми што спремате, што може да очекуваме? Спремаме на доста голема ревија, можеби најголема што сме, не можеби, сигурно најголема што сме имале до сега. Ја спремаме долго време, како што кажав, и мислам дека ќе биде не добро само за нас како бренд, туку и за целиот град. Клара, се надам дека ќе се видиме на ревијата и ви Секако. посакувам успешна Ти ревија. благодарам. А сега, драги гледачи, ние идеме со една мала кратка рубрика Шик или кич. Во оваа рубрика ја покажувам некои модни трендови на Клара и сакам да ми кажеш искрено мислење за нив и да ги оцениш. Дали можеби ти ги користиш, ги применуваш и како ти се допаѓаат. Важи. На прво место имаме ташна со премногу charms или привезоци, додатоци. Како ти се допаѓа оваа естетика, дали ти ја применуваш? Заради тоа што е тренд и никако дознало трендот и го прави ради трендот, тогаш секако дека кич. Но ако некој го прави тоа што стварно ги собира тие чарамси од различни места и негова приказна си има во тоа, зашто не? Дали Дали ти тоа имаш како некоја тренд, ваква ташна? кич. Ваква не, ја не сум тој човек. Добро. Следно ги имаме овие шноли што исто така се разнобојни, што се ставаат премногу шноли на или штипки на косата, како се Да, допаѓа кул ова? ми е, зашто не? За лично мене не, меѓутоа има женски што многу добро може да го Се изгледа. допаѓа тоа, значи е Секако. шик. Да. Следно имаме оверсайз ташни Шик или од одма. Да, значи ова се Шик од допаѓа. одма. Да, дефинитивно. Колку ташни имаш ти во твојата колекција? Еки има уште многу. Значи ова е шик. Дефинитивно, особено подрага кога се носи шик. Следно имаме каубој бутс или каубој чизми. Само се. Знам дека тебе се омилени, баш намерно ги ставив и на оваа Да. листа, освен што се нели тренд. За секогаш да, никогаш нема се само тренд за мене. Дефинитивно да, ако може и лето и носам. И на крај имаме марами, што се додаваат како додаток, дали тоа е на врат, на некоја ташна, на панталони. Секако шик, секогаш. Значи се допаѓа ова, го применуваш ти? Лично повеќе знам да го ставам како топ, да ја ставам марамата како топ, меѓутоа има милион начини кои што се прешик и прекул, така што во секоја верзија да.
Тоа беше од оваа рубрика, а ние идеме во следната рубрика Топ 5. Во оваа рубрика избрав топ 5 жени кои се стилизираат добро, а сакам Клара да ми каже нејзино искрено мислење за нив, како им се допаѓа нејзиниот стајлинг и што мисли за нив. На првото место ја имаме Луна Стефановска. Како ти се допаѓа Луна? Што мислиш за неа? Од тоа што имам видено, убаво се облекува секогаш и се во синхронизирани боите, доста палетата што ја носам и она ја носи, така што би рекла дека класика е, меѓутоа секогаш скоцкана. Да. А следно имаме Луна Беков. Да, мислам за Луна не можам да кажам лош збор, која сум и стилист, меѓутоа еве ван спотови, ван емисии, би рекла дека нејзиниот личен стил е исто така предобар, знае да се облече, многу кул знае да се облече, добар стрит стайл има, така што тоа би го рекла за Луна. Каква е Луна за соработка? Одлично, мислам на прво место сме другарки, па уште полесно тече нештото, но толку е сака да слуша друг човек, друго мислење, секогаш отворена да се работи. Секако, таман работа. Мислам, она многу знае да прифати критика и знае да се гледа објективно и сака да си слушне такво нешто, така што одлична соработка. Следно ја имаме Маја Кикириткова, како се допаѓа Маја? Да, немам нешто многу видено во последно време, јас памтам од мала кога работеше кај нас, но во последно време тоа што го имам видено супер било на место, така што тоа е тоа. Следно ја имаме Јасмин Рамковска, како се допаѓа стилот на Јасмин? Он има некој специфичен стил? Да, си има некој класика, шик, стритвер, мешано од сето тоа, буквално кул шик, така што баш ми се допаѓа, убаво ги носи работите, одлично. Дали може тебе некој да видиме во некој вакво слично издание? Да, зашто не, многу е убав стилот. Да. И за крај ја имаме Елена Живот со стил. Како се допаѓа Елена? За жал немам видено многу нејзини аутфити, меѓутоа тоа што имам видено си држи некој свој стил, така што тоа е тоа. Тоа е тоа, драги гледачи, од оваа рубрика. Клара, се заблагодарам уште еднаш на тебе што беше мој гостин. Мислам дека си поминавме прекрасно. Одлично. Ви благодарам и на вас, драги гледачи, уште еднаш, што не гледавте до крај, што останавте со нас. Се надевам ви се допаѓаше нашиот вечерашен разговор со Клара. Ви благодарам тоа што не поддржувате на нашите социјални медиуми и нашите претходни емисии, а ние се гледаме следната недела повторно во 20 часот.